Dobar den, dragi učenici. Ja sam Valentina Janeva, nastavnik vo Opštinsko osnovno učilište Braća Miladinovci vo Kumanovo. Денеска ќе ја обработиме наставната содржина одгледување на растенија. Цели на часот. На овој час учениците ќе треба да научат кои услови се неопходни за одгледување на растенија, да наблюдуваат како се менува изгледот на растенијето и да ги воочат разликите преку конкретно истражување, да се запознаат со различни начини на одгледување на растенија. Потребни услови за одгледување и раст на растенијата. Како основни услови за правилен раст и развој на растенијата се светлина, топлина, вода, воздух, минерални ѓубрива, исто така тука може да се споменат и природни ѓубрива. Еден од многу важните услови за развој на растенијето е светлината. Сончевата светлина е најважниот животен фактор за секое растение. Таа влијае на создавање на хлорофилот, зеленилото на растенијето. Доколку нема светлина, доаѓа до губење на зеленилото. Животниот процес на хранење на растенијето, односно примање на растворените хранливи материи од земјата и создавање на скроб во листовите, е можност само со присуство на светлина. Затоа растенијето без светлина за неколку дена ја губи зелената боја, односно пожолтува и угинува. Светлината исто така влијае и на брзината на развој на едно растение. За да растенијата бујно растат и напредуваат, треба да се сместат на најсветлото место во собата, а по можност да се стават и до самиот прозорец. Топлина. Топлината е фактор од кој во голема мерка зависи интензитетот на растење и развој на растенијето и сите физиолошки процеси, како што се растењето, цветањето, оплодувањето и така натаму. Секоја промена на топлината има силно влијание на растенијето. При тоа подеднакво се штетни и премногу ниски и премногу високи температури. Поизразено заладување предизвикува пореметување во растот и развојот, а може да доведе и до угинување на растенијето. Високите температури предизвикуваат губење на вода и сушење на растенијето. Растенијата во зима треба да се заштитат од струење на студениот воздух кој влегува при проветрување, од провев, значи, и од поинтензивно разладување на просторијата ноќе. Разликите од неколку степени тие без проблем ја поднесуваат. Вода. Водата му е неопходна на секое растение. Таа представува важен фактор во одгледувањето на цвеќињата во домот. Водата на растенијата има возможува да ги земаат од земјата неопходните минерални материи во вид на растали. Растворените минерални соли во водата растенијата ги шмукуваат преку коренот, потоа се подигаат преку стеблото до лисјата, каде што се создава органска храна. Водата исто така возможува движење на соковите и пренесување на органските материи кои се создаваат во лисјата во сите делови на растенијето. Исто така водата го снабдува растенијето и со кислород, кој е неопходен за создавање на органските материи и регулирање на топлината. Водата може би е најважниот услов за ртење и никнување на семето, а понатаму овозможува раст и развој на растенијата. Воздух. Воздухот на растенијата исто така им е неопходен за живот, бидејќи сите живи суштества дишат. Преку ситните пори на лисјата зема воздух, односно јаглерод диоксид. Влажноста на воздухот исто така е значаен фактор за успешно чување на цвеќињата во станот. Меѓутоа, на растенијата во домот не им е секогаш лесно да создадат влажен воздух, особено
во зима, кога просториите се загреваат. Минерални ѓубрива. Ѓубривото е мешавина на супстанции што се користат во земјоделството или градинарството за подобрување на растот на растенијата и плодовите. Главно се применува на земјоделското земјиште, каде што се користи за зголемување на приносот на земјоделските култури што се одгледуваат. Кога станува збор за видовите ѓубрива, тие во основа може да се поделат на органски и неоргански, односно минерални ѓубрива. И главната разлика е изворот од кој ѓубривото настанало, а не составот на хранливите материи. Многу важно е да напоменеме дека освен минерални ѓубрива постојат и природни, и нив човекот треба да ги користи повеќе, и тие значи да бидат застапени повеќе, со цел да се одгледа и произведе здрава храна. Сега нешто да се запознаеме со начините на одгледување на растенијата. Значи, освен што сме виделе и што знаеме дека растенијата може да се одгледуваат на нива, почва, во двор, во домот, се применува и одгледување на растенија во пластеници и стакленици. Таму деца треба да напоменеме дека тие имаат постојана температура, односно топлина, постојана влажност на воздухот, постојано загревање, значи и се многу погодни за одгледување на рано градинарски култури. Со моите ученици направивме истражување и наблюдувавме како од семка граф никна ново растение. Промените ги бележевме, го меревме растот на растението во рок од 10 дена. Овдека во прилог се ставени неколку фотографии како од семка граф ние успеавме да одгледаме младо растение граф. Што научивме? Денеска научивме дека основни услови за одгледување на растенијата се топлина, светлина, вода, воздух, минерални ѓубрива. Растенијата може да се одгледуваат на отворено и во пластеници и во стакленици. Значи се запознавме со начините на одгледување на растенија. Исто така, што беше можеби многу интересно, истражувавме и наблюдувавме развој на растение од семка граф. Односно, растението го ставивме и му ги обезбедивме сите потребни услови, значи беше ставено на светлина, имаше топлина, беше на воздух, проветрувана просторија и баш поради тоа нашиот обид успеа да одгледаме младо растение од една семка граф, поточно од неколку семки граф. Дечиња, за домашна работа имате да ги исечете и да ги залепите сликите по редослед како оди процесот на садење, никнување на семка. Овдека конкретно имаме сончоглед. Значи, сликите се измешани, ќе треба вие да ги сечете и да ги залепите по правилен распоред, односно редослед, како оди процесот на одгледување и никнување на растение, поточно никнување на сончоглед од семка до големо растение сончоглед.